Благодарам, почитувам подпредседателе. Почитувана колешке Ѓаволчанова, не планирам да се јавам за реплика во врска со вашата дискусија, но она кое што ме инспирираше самиот начин на говор, самите податоци кои што ги комуницирате со јавност и со нас пратениците, сметам дека не се достојни за буџетска расправа. Значи, не можете вие да се задржите најголем дел од времето за кровот во училиштето во Богданци, тоа се во ред, ама не сте во Советот на општина Богданци. Не можете да зборувате за епохално откритие или епохален проект 12 градинки реновирање во вредност од 60 милиони денари, тоа не е ни 1 милион евра, а ние тука зборуваме за буџет од повеќе од 4 милиарди и 200 милиони евра. И сега ние го зборуваме 20 минути за кровот во училиштето во Богданци и го пофалиме тој проект. Ево ја ги го пофалам тој проект. И тие 12 градинки 1 милион евра што ке се реализираат. Или дел веќе почнале да се реализираат. И сега тоа ние ќе го зборуваме, граѓаните ќе гледаат, а носиме 4,2 милиарди евра. Зборувате за социјални трансфери. Мене ми е јасно дека пред секои избори и најголем дел од владите, ресте го измислите вие ова сега, најголем дел од парите при тие ребаланси предизборни одат на социјални трансфери. Ако според вас од СДСМ е нормално да во едно 4-члено семејство, ако има еден вработен и зима 14.500 плата, а од друга страна му велите, ако никој не работи од тоа семејство, зема 12.500 денари социјална помош. Според мене тоа не е поттикнување за некој да работи и да создава во оваа држава. Тоа е поттикнување за некој да не работи, бидејќи разликата од 2000 денари, оној кој што би работел и би земал 14.500 ќе ги даде за превоз и за доручек 3 пати повеќе, му се сплати повеќе, а не работи, само да агитира за СДСМ на 100 дена на предизбори и да гласа за вашата политичка партија. И според мене тоа можеби е добро на краток рок сега пред избори да се гласа, но е лошо за државата. Лошо е за општата потрошувачка. Лошо е заради тоа што граѓаните им требаат дополнителни вештини. Доаѓа 21 век, треба тука да, а не да гледаме кој ќе гласа за СДСМ, а кој нема да гласа за СДСМ. И ве молам, кога зборувате за училиштата, тоа не е од буџет. Најголем дел земавме кредити, дека јас ги критикував. 21 милиони 500 евра земавме за енергетска ефикасност, 25 милиона евра земавме за реконструкција. Се е тоа кредити. Затоа имаме 750 милиони гап оваа година. Ке заработиме X, а 750 милиони повеќе ќе потрошиме заради овие политики, господјо Ѓаволчанова. И очекувам, како што кажавте, се извинувам подпредседател на минута, една секунда, како што завршивте, јас ве повикувам да не го гласаме буџетот и да го измениме. Не, ребаланс се може да почекаат од владата. За вистинските потреби треба да има пари, а не за кровот во Богданци. Благодарам. Контрреплика пратеничката Ѓаволчанова Драгица.